Јане Миланов од советничката група на СДСМ е новиот претседател на Советот на општина Штип. На денешната конститутивна седница беше избран со 12 гласа за од советничката група на СДСМ и коалиционите партнери, додека 11 советници од ВМРО, ДПМН и коалицијата гласаа воздржано. Новиот претседател на Советот на општина Штип вети транспарентно работење и носење на одлуки во интерес на граѓаните. Ова функција, избора за оваа функција го доживам преси како огромна доверба и чест, меѓутоа уште поголема е одговорноста и обврската која што се поставува пред мене како претседател на Советот и пред самиот Совет како избран од граѓаните да ги решава нивните проблеми. Опозицијата во Советот најави дека ќе биде конструктивна, но очекува да биде вклучена и во советничките тела. Конструктивноста во носењето на одлуките на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе зависи пред се од однесувањето на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Доколку не идеме на добра волја, на еден заеднички јазик, доколку не идеме на една добра волја во смисла на поголемо учество наше во одлуките на Советот, во работењето на Советот, во комисиите кои што треба во наредниот период да бидат формирани, сметаме дека ќе бидат акламативно поддржани конструктивно сите одлуки кои што ќе бидат донесувани како Совет. Конститутивната седница прв ја водеше највозрастниот советник, а тоа е 74 годишниот Иван Бојаджиски, пензиониран новинар. Инаку попладнево се изврши и примопредавање на функцијата претседател на Советот на општина Штип. Поранешниот претседател Владко Миташев му ја предаде оваа функција на својот поранешен колега Јане Миланов. Чест и задоволство што Јане е назначен за претседател на новиот Совет. Ние успешно соработувавме во минатиот состав. Мислам дека претседателското место отиде на во вистински раце. Се надевам дека ќе имаат конструктивна и успешна работа, исто како што имавме на минатиот Совет. Во оваа смисла сакам изванично да ја предадам во владение оваа просторија што се води како просторија на претседател на Советот и уште еднаш да му честитам за изборот. Јас би искористил оваа прилика уште еднаш да искажам мојата благодарност до секашниот претседател на Советот и од позиција на советник во претходниот состав на Советот и од позиција сега на претседател на Советот да имаме плодна, успешна соработка во претходниот мандат. Оно што сакам да кажам тука е мојата надеж дека ќе продолжиме и во овој Совет, во овој мандат да соработуваме успешно со сите советници. 23 советници денеска имаа и задача да ја изберат и комисијата, но и да изберат кои граѓани на Штип ќе го добијат 8 ноемвриското признание на општината.